може би звучи малку нескромно. Меѓутоа, знаете како, можевме да влечеме други потези или можевме да водиме друга политика која проблемот само ќе го жештуваше. Немаше проблемот да го става на место каде што треба да биде. Значи, јас прво мора да кажам дека сме заслужи затоа што проблемот од политичко равниште го тргнавме на црковно равниште, од една страна, и од втора страна затоа што на тоа црковно равниште постигнавме многу сериозни резултати. Ако ве интересира, да, јас бев емисарот кој учествуваше поглаварот на Македонската православна црква да оди на погребението на српскиот патриарх Павле, од проста причина што било која друга делегација да одеше од Македонската православна црква немаше да биде приметена во Белград. И кога се врати од Белград се заблагодарија заради мојата добра политичка проценка. А што мислите, кој сега може да биде наследник на патриархот Павле? Еве во црковните кругови тука во Скопје се вели Амфилохије не и ниеден од двајцата владици Иринеј. Да, овдека се одлучува кој ќе биде патриарх на Српската православна црква, дефинитивно. Значи, по начинот на избор на патриарх на Српската православна црква кој оваа година ќе биде, кој пат ќе биде исто традиционален. Значи не постои можност некој да знае. Значи влегуваме во сфера на спекулации кој кого би посекал или кој кого сака. Не. Кандидатите за патриарх ќе идат на гласање, кој добие преку 51% гласови од членовите на Светиот Синод на Српската православна црква. Првите тројца ќе идат во пликои и со жреб ќе биде утврден новиот патриарх. Некој да ви каже дека ќе го инсталира, а тој заради некакви си други причини, тоа просто не е возможно, од проста причина што Српската православна црква, јас овдека најсериозно на македонската јавност ќе порачам, мощна, сериозна политичка институција со висок углед кај српскиот народ и со високо влијание во српското општество. И такви работи во Српската православна црква не функционираат на начин на кој ние сме научиле да ги гледаме како тока. Од тој аспект, значи, ве уверувам дека тоа функционира на еден мощен друг начин, со огромна самостојност на Српската православна црква во однос на државните органи на Република Србија. Ова ви го кажувам затоа што пак ќе се вратиме на претходното прашање. Одењето на нашата државна делегација на 2 август исто беше мој ракопис, со голема помош на председателот на Република Србија и знам колку председателот на Република Србија и го користеше својот личен авторитет во разговорите со велико достојниците на Српската православна црква да се издейства не само посетата на манастирот Прогопчински, туку и на враќањето на плачата. Инаку кога се во прашање грчко-македонскиот спореве, неодамна добивме 2 пораки. Едната е од министерот за надворешни работи Јеремич, кој Македонија ја наслови Скопје, а втората е по средбата на председателот Тадич со Папандреу, за кој еве се само наименува за еден можен иден медијатор. Вака, значи, кога станува збор за изјавата на Вук Јеремич и за традиционалното српско-грчко пријателство, јас ќе прашам македонската јавност едно сосема просто прашање. Кога веќе толку е тоа силно српско-грчко пријателство. Па добро, што е со српско-македонското пријателство? Што е со повеќе деценискиот заеднички живот? Што е со толку големата размена? Што е со родбинските и пријателски врски помеѓу македонските сите и србите? Значи, овдека станува збор за една прагматична политика. За најкрупното прашање во политичкиот живот на Република Србија, Република Грција застана на страната на Република Србија, а ние го признавме независноста, ја признавме независноста на Косово. Од тој аспект, значи ние направивме акт, значи дело против интересите на Република Србија. Што добивме од друга страна? Не добивме никаква реакција, сем повлекување на амбасадорот како дипломатска мерка и ја добивме изјавата на Вук Јеремич. Епа сега јас ќе прашам и ќе прашам целата јавност, дали можеме да мериме ние акт, дело, чинење со една изјава која може да се смести во делот на одбрана на националните интереси од аспект што Грчија е држава која во рамките на Европската унија ги брани тие ставови во однос на независноста на Косово и е силен поддржувач на Србија од тој аспект. А мораме да бидеме искрени дека силината на Грција во однос на силината на другите држави во регионот е многу поголема од проста причина што Грција е членка и на НАТО и на Европската унија. Во Македонија сепак со недоверба гледа кон тие добри намери, бидејќи тогаш веднаш се поистоветува со преговорите на Милошевиќ Мицотакис. Не, вака сега, значи вие ќе се вратите назад, јас ќе идам многу напред. Да, меѓутоа овдека значи оваа иницијатива за посредување помеѓу Република Македонија и Република Грција во однос на спорот со името доаѓа од Борис Тарич, не доаѓа од Слободан Милошевиќ. Значи
Тоа ако сакате да се вратиме 20 години назад, би може да се вратиме 50-100 години назад, ама нема да најдеме одговор на прашањата. Доаѓа од Борис Тадиќ. Кој е Борис Тадиќ? Дали е тоа најкредибилниот политичар во овој момент од регионот или не? Значи, прво изјавата доаѓа од најкредибилен политичар во регионот. Не само во рамките, значи, на потесно на Балканскиот полуостров. Туку кредибилен играч во областа и на европски и на светски размери, кога станува збор за регионот. Ајде да кажеме поранешна Југославија, Балкан и слично. И втора работа, многу малку аналитичари во Република Македонија успеа да излачат суштината од изјавата, односно од иницијативата на Борис Тадиќ. Во Албанија и во Бугарија? Јас овдека за македонската јавност остана ускратена за едно овдека видување на работите. Таа дипломатска изјава на Борис Тадиќ, ако некој посериозно ја посматра, во себе носи или во себе вклучува многу работи. Еве зборувавме пред малку за црковниот спор. Знаете што вклучува? Па пакет. Дали сега вака да дадеме одговор на прашањето, дали нас не одговара или не? И уште една работа. Кажете ми, дали некој некаде одбил добронамерно посредување, прва работа, и втора работа, дали некој овдека е добронамерен или не. Кога станува збор за Борис Тадиќ, во однос на неговата добронамерност во однос на Македонија, не сакам да коментирам, тоа е толку очигледно и толку е, значи, утврдена државна политика на Република Србија во однос на Македонија, така да ќе ве потстам дека на денот на визната либерализација, 19 декември, значи во Брисел, добивме порака од претседателот на Србија. И тој даде таму мощна, јасна и недвосмислена порака. Позицијата на Република Србија, кога станува збор за името Република Македонија, многу убаво каже, непроменлива, unchangeable. Ако тоа граѓаните на Република Македонија не сакаат да го слушнат, или ако некој сака да манипулира со оваквите работи, онда окей. Меѓутоа, тој што сака да манипулира, мора да седне од другата страна преку пат од мене, па да седне да разговараме. Од друга страна, па гледиштата од Албанија и од Бугарија доаѓаат и велат дека Македонија е се уште под некој патернализам кон Белград. Дали Албанија не ја признава Република Македонија по уставно име? Зошто станува збор? Знаете како? Не можете да наоѓете мана, а вие да се полош од некого. Албанија ја признава Република Македонија како поранешна Југословенска Република Македонија. Србија признава Македонија како Република Македонија. Еве тука сме, ај сега, како ќе ги сочиме? Како со него ќе седете и ги сочите овие аргументи? Што ќе ви каже? Сега некој добронамерен, ве мола, мислам, тие прикади за мали деца. Не, знаете како, не, али вака знаете како. Се е во ред. Меѓутоа, во политиката не можете се да сведете на гола реторика. Има дела. Значи што работите, какви дела превземате и кои се резултатите тоа што го работите, а не само што зборувате. Ако сакате само да зборуваме, окей. Меѓутоа овдека станува збор за чинење.